Почитувани гледачи, денеска имаме можност да разговараме со една позната и можна активна писателка. Тоа е Весна Ацевска. Весна Ацевска е поетеса, прозен автор и преведувач. Најпрвин, Весна, сакам да ви посакам добре дојде во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. И веднаш сакам да ве прашам, бидејќи вие сте родени во Скопје, во центарот на градот, сакам најпрвин да ми кажете како поминуваше вашето детство. Вие сте родени кај сегашниот, да речам, дел, каде што е ЦК, не е популарно како што викаме, односно владата. Хајде малку навратете се на вашето детство во Скопје. Добро вечер, Христо. Драго ми е што сум ваш гостин во оваа убава емисија. Навистина, моето детство е врзано со Скопје, со центарот, со Дебармало, со Новомало, така што има многу убави спомени од тоа убаво детство. Јас припаѓам на повојната генерација. Родена сум 1952 година, кога веќе се смириле. Обично жените ги кријат годините, ама вие храбро кажувате. Немам причина да ги кријам. Во ред, да. Продолжете. Така што тоа сепак беше една генерација која растеше во време на надеж, за разлика од денешното време. Да. И ние бевме можеби многу посиромашни, живеевме многу поскромно, но надежта беше пред нас, животот беше пред нас. И таа надеж го исполни целиот мој младешки живот. И јас сум благодарна за тоа, навистина. Инаку точно е, живеев на еден стан во Илинденска тогашна улица, и сега така е името. Гледаше од спротива на тогашната женска гимназија, која подоцна стана гимназија Јосип Броз Тито, но земјотресот ја уништи и тука веќе подоцна стана централно место на поранешната ЦК, а денеска е на нашата македонска влада. Како дете играв во дворот на гимназијата. Со моите братучети таму игравме криеница. Особено летните вечери ги помнам тука, и кејот на Вардар е во близина. Значи паркот, градскиот парк секогаш ни бил на дофат. И така што сите тие спомени навистина се многу убави. Куќата на мојот дедо, татко на мојот татко, се наоѓаше кај Олимпискиот базен денешен. Тоа беше куќа на 2 ката со голем двор, со она порта голема надворешна, со дрвена порта, со алка со која тропавме за да можеме да влеземе. Имаше еден дуќан, дедо ми бил на времето чевлар во Скопје, и имаше и свој чевларски дуќан, а подоцна го изнајмуваа на други занаечи, затоа што тој многу порано е заминат од животот. Јас не се ни сеќавам на него, не сум го видела. Растев исто доста и во Дебармало. Тука беше куќата на моите родители, на родителите на мојата мајка. И речиси секој ден, откако се преселивме во денешното Војданче Дрински училиштето, што порано се викаше 29 ноември, ние речиси секој ден одевме кај родителите на мајка ми, и таму имаше еден убав двор, моите вујковци беа тука, дедо ми беше мајстор, од се разбираше, чуваше и пчели, така што растев со обкружена со голема љубов од семејството, од постарите и од поширокото семејство, и мислам дека тоа е многу важно за секое убаво детство. Ние имавме спокојни мала, како деца игравме надвор по улиците со топка, возевме велосипеди. Еден природен живот се поврзан и со
децата, со социализацијата и со природата. Така. Инаку, да спомнам и тоа, дека тука, тоа училиште, некогаш на 29 ноември, беше на работ на урбаниот дел на Скопје. А сега е во центарот. Да, јас се сеќавам како дете, кога ја градеа таа улица Рузвелтова и ние се собиравме околу тоа, за нас таа улица беше многу голема. Невидено голема, за разлика од денешните булевари и сосема нов изглед на Скопје. Од ова што убаво ни го кажавте, ни го раскажавте, се доби впечаток дека вие всушност сте живееле во Скопје на 3 локации, на 3 пункта. Првиот кај сегашната влада, вториот кај Олимпискиот базен, а третиот кај училиштето Војдан Чернодрински. Да. Еден триаголник би рекол. Посебно беше интересно тоа на крајот што го соопштивте, дека третата локација била не централна, туку периферна, во однос на градот и градскиот центар, а сега е обратно. Сега и тој дел е, би рекол, централен дел во Скопје. Но сакам малку да ми проговорите и за вашето семејство, бидејќи секој творец, сеедно дали е писател, дали е сликар, актер или било што друго во уметноста, почнува да се напојува уште од најраното детство и тоа од неговите баби, дедовци и родителите. Кој беше тој што вас прво почна да ви чита бајки, приказни, да ве воведува во светот на волшебствата, на фантазијата? Да, во право сте, секогаш е важно семејството. За жал, јас бабата, едната баба, мајката на мојот татко, ја изгубив кога имав 3 години. Таа почина и не бевме во можност да го живееме тој убав живот, нели, со приказни, со народни песни, сето тоа, спомени, легенди. Гатанки, поговорки, кажувања. Другата баба, мајка на мојата мајка, беше слепа. И со незе секогаш имав можности да разговарам за многу нешта. Таа беше многу поврзана со нас и секогаш чекаше некој од внуците да дојде кај незе, да седне и да има со кого да разговарате. Да. И таа ми раскажуваше и за нивниот живот во Мелничани, тоа е село таму во Западна Македонија, во Дебарско. Тие имале навистина еден многу интересен живот таму. Мажите оделе на печалба, жените биле принудени да го одржуваат домот, семејството и да и спомените. Тие се оние што одржале меморијата. Апсолутно. И така што навистина од незе имав слушнато многу легенди, приказни, но исто така и мојата мајка го компензираше тоа. Секоја вечер ние со незе разговаравме за минатото. Заспивавте сигурно со тие нејзини приказни. Но и има уште едно и многу важно. Македонското радио. Она приказна, 101 приказна. Да, што сите ја слушавме, цела Македонија. Ние растевме со радиото, фактично. Борис Мајсторов, Никола Автовски. Да, така. Фантастични прекрасни раскажувачи. И потоа јас настојував тие приказни да му ги раскажувам на мојот внук. Тој уживаше да ги гледа веќе снимени, нели, на телевизија тие приказни. Македонски народни приказни. Среќна сум што мојот брат Бошко Ацевски, снимател од Македонската радиотелевизија, учествуваше во снимањето на голем корпус од тие приказни. И така што мојот внук Стефан од него ги има добиено сите можни приказни што беа снимени. И тој многу растеше со нив, уживаше да ги раскажува и тоа ми е многу драго, затоа што тој е многу поврзан со нашата традиција. Апсолутно. Сега сакав да ве прашам, полека, нели, од детството,
одиме и во училиштето. Да. Во кое основно училиште вие се запишавте и го завршивте и кој беше тој учител, наставник, што влијаеше врз вас да ја засакате книгата, да ја читате, а подоцна и да пишувате? Секој ученик има по еден наставник што го водел, така да речем, што го мотивирал, што го поттикнувал. Јас имав среќа да растам со учител. Татко ми беше Таткото. учител. Так. И така што Дома во сте имале училиштето- учител. Да, дома имав учител. Но за мене големо влијание имаше училишната библиотека. Так. Мене ми беше достапна таа училишна библиотека. Во неа беа сите можни приказни книги што сакав да ги читам. И за среќа имав можност и преку лето да ја користам таа библиотека. Големо влијание изврши врз мене Ката Мисиркова Руменова. Таа беше така. библиотекарка Точно, во библиотеката Другарче, која Да. беше во близина еден нејзин клон. Да. И јас таму одев исто така да се зачленив како дете и одев и земав книги од неа. Секогаш кога ќе влезе во библиотеката, за мене таму беше една вистинска свеченост. Јас наоѓав Ката како чита книги, ја прашував што чита, таа беше љубезна да ми каже да. што чита и имав можност и преку нејзе, колку што таа можела во тоа време и знаела и умеела, да ми помогне да ја користам училишната библиотека. Големо влијание извршија потоа моите професорки во средно училиште. Едната е Невена Исакова, така. сопруга на Бранко Пендовски. Пендовски, да. Одлична професорка, која умееше да не мотивира многу. И Загорка Матевска, сопругата на Матеја Матевски. На Матеја Матевски. Таа ми предаваше во прва година гимназија и мислам дека првиот допир со модерната поезија го има преку нејзините раскажувања за модерната поезија. Прекрасно не воведовте во тој, така да речем, подоцнежен ваш животен период, младешкиот период, кој што доаѓа по детскиот. Многу беше убаво што ја спомнавте и Ката Мисиркова Руменова и нејзиното влијание врз вас. Многу убаво е што ја спомнавте библиотеката, бидејќи навистина библиотеките се средишни места за книгите и за читањето. Секако дека сте имале голема среќа и привилегија да учите и од супругите на двајцата познати писатели Бранко Пендовски и Матеја Матевски, но верувам дека врз вас соодветно одредено влијание извршило и студирањето, односно периодот на студентските денови, кога веќе сте се сретнали и со универзитетските професори и со, така да речам, тоа сериозно книжевно учење, значи, веќе со оној студентски период. Ајде малку да ни раскажете и за тоа. Кои беа тие професори, како ви поминува тие средби со нив предавањата и слично? Што ви оставаше најголем впечаток во тој период? Јас се запишав на единствените можни студии за книжевност во времето кога бев девојка веќе стасана за студии. Се запишав на групата за југословенски книжевности, историја на југословенските книжевности, така се викаше. Се разбира со македонски јазик. Тогаш не постоеше катедра за општа и компаративна книжевност. Требаше да се студира надвор. Немав можности да студирам надвор и остана во Скопје. Мислам дека не погрешив, затоа што навистина имав привилегија да ми предаваат одлични професори. Блаже Конески, Димитар Митрев прво, потоа тука беа сите Александар Спасов, Каралампија секако Поленаковиќ, Георги Сталев Поповски. Да. И навистина сериозно се подготвувавме за испитите.
барем ја сакав литературата толку многу што не само она што ни го дава да го читаме, читав многу повеќе. Да, факултативно и по ваш избор личен. Да, многу повеќе. Дури и кога дојдов во прва година на студии, она што ни препорачуваа да го читаме, мене ми беше веќе прочитано. Апсолвирано. Да. Весна Ацевска, убаво што спомнавте одредени имиња, ваши професори, би рекол ваши ментори во вашиот литературен живот. Кога почнавте сериозно да се занимавате со литературно творештво? Дали и вие почнавте преку тие литературни клубови какви што беа Кочорацин, па Мугри, или тоа го правевте индивидуално, што се вели дома во вашата работна соба? Уште во гимназија јас дојдов во клубот Кочорацин, во домот на градежните работници. Да. Таму се собира доста млади луѓе кои одеа во гимназиите и како студенти доаѓаа во клубот. И тоа беше еден доста жив клуб. Таму ги запознав сите подоцнешни автори, секако и мојот сопруг Санде Стојчевски, да. Со кого исто така прв пат се сретнавме во книжарница. Судбинска средба. Така што секојаш нашиот живот бил Која беше таа книжарница? Култура, секако во центар. Во центар. Да. Јас полнев 18 години и моите школски другарки од гимназија требаше да ми купат подарок со оглед на скромните, нели, джепарлаци. Двете требаше да купат заедно една книга и да ми ја потпишат. И ние баравме таму која книга ја сакам, која ми треба. И Санде ви препорача? Не, јас најдов една Валери, едно издание на Валери од Просвета. На српски јазик. Ние учевме српски јазик уште од основно училиште и можевме да читаме, бидејќи живеевме во една држава, Југославија. И многу сакав да имам таа книга. Но тогаш Санде се побуни што сум му ја зела книгата што тој ја криел. И така настана контактот. Тој сакал да ја купи таа книга. Да ја купи, ја криел за други беше книги. Криво што... А јас ја најдов скриената книга. Со токму вие ја откривте и ја зедовте. Ете, тоа е една симпатична приказна, дека книгите сепак... И како излезе? Вие зедовте таа книга сепак? Да, другарките ми ја купија, не отстапивме ние, а тој најнакрај немаше каде, мораше да биде джентлмен, нели? Да, попушти. Да се согласи. Убава анегдота, анегдотите се реални случаи. Имало во тоа сигурно многу судбинско во таа средба во книжарница и таа и негова и ваша потрага по одреден наслов, одредена книга. Но сепак не ми кажавте кога почнавте да пишувате сериозно и да сакате тоа да го објавите и каде го објавивте? Каде прво се порано се во литературата се влегуваше преку списанијата. Ќе објавите песни или циклус или расказ во Современост, во Разглед или во другите списанија. Не се објавуваше веднаш книга. Така е. Јас почнав да објавувам во Млад борец. Во Млад борец, така. Сите таму почнувавме, нели? Го добивавме Млад борец, добивавме едно југословенско списание Младост уште во гимназиите. Точно. Потоа продолжувавме во студентски збор. Таму почнав да објавувам. Не многу во тоа време. Чувствував многу голема одговорност какви треба да бидат објавените нешта. За квалитетот на објавеното. Да, веројатно. И некако уште можеби не можев да го најдам својот глас, својот начин на пишување. И во тоа време така објавував овде онде по нешто. Не бев толку присутна во периодиката. Потоа почнав да објавувам. Значи не одевте на квантитет, туку одевте на Потоа почнав во Современост, во Стремеж, Разгледи, така натаму во македонските списанија. Но првата книга стартуваше дури 1985 година, уште подоцна од тие почетни обеди,
Повторно, една од причините беше... Ајде за таа книга малку да се задржиме за вашата прва книга, зашто првата книга е како прва љубов. Так. Таа прва книга, подготовки за представа, беше настаната како некој мој диалог всушност со Лотман, нема да верувате, Јури Лотман, каде што тој водеше некои теоретски расправи. Расправи за јазикот по диахрониска, синхрониска оска, за неговиот развој и сето тоа. И јас се обидував да играм со јазикот. Колку беше успешно, тоа е друга приказна, но се обидував сите тие песни, прво еден циклус да биде посветен на консонантите и вокалите, на игра со нив, звучна игра се разбира. Потоа се обидував да играм со глаголските времења, да играм со она што значи синхрониски говор, измешан со диахронијата, односно со стари зборови. И тоа беше еден таков младешки обид. Една творечка, креативна игра, подхранета од Лотман, подсилена од граматиката и се необична книга. Да, навистина, ретко кога некоја граматика или теориска книга може да ве поттикне да напишете поетска книга. Но ете, навистина така беше. Ајде малку сега, кога веќе го отворивме ова прашање за поезијата, ајде малку да проговориме и за вашите следни поетски книги, бидејќи подоцна се префрлиме и на вашата проза, а се разбира подоцна и на вашите преводи и препеви, но за поезијата. Вие сте сепак првенствено поетеса и во македонската литература, јавноста, ве знае како поет. Ајде малку и за следните ваши поетски книги, по подготовки за представа што следуваа. Да, потоа следуваше по 3 години Карпа за скок, каде што се обидов поинтимистички да се свртам кон поезијата. Тогаш се разбира она што е фин еден внатрешен свет, оној обид на внатрешно промислување на нашите позиции наспрема светот, пројавното, на односот на она што е навнатре, духовното, во судир со надворешното, тоа беше основната така потка на таа книга, нишка на таа книга. Тоа се тивки песни, на некој начин балади, можам да кажам, таков тон имаат, после навнатре завртени и се обидуваат да излачат еден натрешен интимен свет, не толку врзан со она што се чувствата, колку што со размислата и со доживувањето на поетичките светови. Ете, тоа беше во втората книга. Третата книга повторно се навратив назад малку кон нашиот јазик, но и низ призмата на нашата литература и традиција. А понатаму... Кој наслов третата книга, ти кажавте? Третата книга е... Сега по редослед јас дека ве терам. Не морате по редослед, насловот кажете го. После Карпа за скок беше Кула во зборот. Така што, еве, се трудев нашиот збор да го свртам и кон нашата традиција, но и да му дадам еден модерен... Кон архаизмите, кон архаичното. Да, но и да нив да ги модернизирам на некој начин. Сега веќе се движам во една друга зона и... Ајде, малку сега вака, ќе проговориме и за сегашноста, бидејќи вашата најнова поетска книга објавена Преобразби, не случајно ја издвоив од вашите бројни изданија, бидејќи е најнова, ама и за оваа книга го добивте највисокото признание на Друштвото на писателите на Македонија, книжевен жезол. Тоа е признание кое што го добиваат двајца автори, еден од нашата држава и еден од сраство.
Токму вие оваа година бевте носител на книжевниот жезол, заедно со Новица Ѓурич од Црна Гора. Не заедно, вие добивте две посебни награди, но имате една заедничка книга во која што се објавуваат добитниците, тоа е ова издание. Значи, од едната страна сте вие, од другата страна е другиот добитник на наградата. Ова е навистина едно високо признание и веднаш морам да кажам дека вашата книга Преобразби доби мощне ласкави оценки од критиката. За неја прекрасно говорија и пишува Бранко Цветковски, Весна Мојсова Чепишевска, Владимир Мартиновски и други автори. Па еве, да не ве терам да ги набројувате сите ваши претходни поетски книги, а пред малку токму сакавте да проговорите за тоа што сега го пишувате, тоа што сега го работите. Кажете некои збори вие за овие објавени преобразби, но и за оние преобразби кои што се уште се кај вас актуелни, се уште функционираат и траат. На оваа книга навистина работев можеби 3-4 години интензивно. И мислам дека тоа живење со поезијата и за поезијата и со поетиката што сакате да ја создадете, да ја преточите во песни, секојаш дава силен отпечаток на она што е напишано. Не можете попатно да пишувате. Мора да го живеете тоа што го пишувате, за да добие една собствена автентичност, да добие еден лик фактички собствен, кој што на некој начин е уверлив, не е само состав од зборови, туку е песна која што е структура, има свој изглед на некој начин. Ја помните таа песна. И оваа книга е на некој начин можеби резиме на она што е мојот живот. Таа е посветена и на моите најмили со кои нашите животи сме ги живееле заедно и кои минувале низ многу преобразби. Ние не сме истите луѓе од нашето детство. Апсолутно. Со она искуство што сме го стекнале, со сите промени што сме ги доживеале и проживеале, ние сме многу поинакви суштества. И се опитов таа тема да ја провлечам низ книгата, да го покажам мојот однос према надворешниот и внатрешниот свет преку таа тема, преку тоа спојување на тие преобразби, односно како настануваат преобразбите, каде ги гледам преобразбите во не само во светот, оно што е наш реален, туку и во нас самите, нели? И се обидов да најдам еден поетски глас на самите преобразби. Мислам дека сепак тоа го видоа на некој начин дека е, да кажеме, успешно, добро направено. Многу успешно, да. И мислам дека сите ние многу сме затрчани кон надворешниот свет, по материјални нешта, по премалку се свртуваме кон себе си. Да. А тоа е она што им недостига на луѓето. Луѓето остануваат жедни, имаат чувство дека не се разбрани, дека не се слушнати, дека не го живеат својот живот, не го владеат својот живот, туку се само јурат по низ животот, деновите брзо им минуваат и остануваат така жедни, несреќни. И мене ми е жал што е така, но сепак решението е во себе. Секој мора самиот да ги најде своите врски со околината, со светот и да биде малку поспокоен, малку да се запре од таа трка. Одлична паралела направивте. Навистина денеска се живее многу динамично, би рекол дури инстант, на прескок. И преовладува таа свртеност апсолутно кон материјалното, а не кон духовното. Но посебно ми се допадна таа ваша паралела дека писателот
не само што пишува за тоа што живее и како што живее, туку и обратно, дека треба да го живее, да го доживее и да го преживее и тоа што го пишува. Навистина една убава компарација направивте, една синтагма, дури би рекол поетички и манифестно го на одреден начин го дефиниравте и вашиот поетски дискурс и воопшто вашето писателско писмо. Па сакав да ве прашам во тој контекст, зашто малкумина во јавноста знаат дека вие сте и прозаист и поточно романсиер, вие сте автор на неколку романи за деца. Значи, имате што да и соопштите не само на најмладите читатели, туку и на пошироката јавност, вие ќе се навраќате на детството, на младоста, на тие, јас би рекол, и детски, и тинејџерски сензации, превривања внатрешни, и пред малку го спомнавте внукот Стефан, кој што сигурно бил во еден одреден период, може би и спиритус мовенс, движечка сила и енергија, да ве поттикне да пишувате и за деца и млади. Да, јас имам 3 романи напишани за млади. Едниот е роман за деца кои што излегуваат од своето детство, веќе почнуваат да стануваат рани тинејџери, кај 12-13 години, и се обидуваат да создадат свој свет. Тоа се деца сепак кои живеат во едно време со компјутери и со други електронски помагала, во еден дигитален свет. Но тоа се деца кои што сепак се обидуваат уште да направат контакт со природата, и тој роман зборува за нивното бегство од дома и за обидот сами да живеат во природата некое време и да најдат како можат да направат свој дом во тоа зеленило. Ова е таа книга Скалила во зеленилото. Ова е Лавиринтот. Да, а втората книга Рок Видри е за една за малку повозрастни нивни браќа и сестри на тие деца, кои веќе прават рок групи, музички групи и се обидуваат да се изразат преку музиката. Доека третата книга е веќе за... И тоа обично го прават во некои гаражи, подруми, се обидуваат простори да свират, каде што помалку ќе им пречат на другите граѓани. Да надпревари и така, всушност својот израз, своето изразување, својата екзистенција барат преку музиката. И третата книга е Лавиринт. Третата книга е, Лавиринт, тоа е за девојчиња, девојки веќе кои стануваат девојки во средно училиште на почетоците и се обидуваат во таа непозната средина кога доаѓаат за прв пат да воспостават контакт. А за контакт им служи училишната клупа, каде што си оставаат писма едни со други и на тој начин си го раскажуваат секој својот копнеш, својот живот, своите љубови, своите радости, таги, и е еден вид епистоларен роман. Да. Тоа е трите мои обиди да им се доближам на младите и да го разберам нивниот свет, а и да им го пренесам собственото искуство од својата младост и детство. Но потоа се зафатив со преводи, сериозни преводи на сериозни дела, така што останав должна за уште една книга, веројатно. Ќе ве прашам и за преводите, но претходно само една констатација да кажам, дека овие 3 ваши книги се во издание на Детска радост, кое што тогаш ја водеше мощне агилниот писател Петре Бакевски, и убаво е што тој сите своји колеги ги анимираше, ги покануваше да напишат книги за деца и млади и излегоја голем број наслови и поетски, а посебно прозни. Да, во право сте, тој ја заживеа таа литература за деца и младинци. Многу автори беа поттикнати да направат книги и да излегоа добри книги, па и сликовници се разбира. И сега доаѓаме до
она што предмалку и вие го спомнавте, до преведувањето. Вие можне педантно, би рекол, студиозно, посветено, се занимавате со преведување и не случајно сте носител на тие врвни награди и признанија за превод. Многумина велат дека полесно им е да напишат отколку да преведат книга. Навистина преведувачот често може да изгуби многу време барајќи еден збор или преведувајќи една сложена реченица, но има ли магија, има ли задоволство при преводот, бидејќи тогаш писателот преведувач се среќава со еден стил, еден дискурс, едно писмо, и ја би рекол едно мајсторство, се разбира кој е книгата врвна, кое што е како еден мозаик, еден крстозбор, па и еве како што имате вие наслов лавиринт, како еден лавиринт, во кој што има и задоволство да се навлезе, не само макотрпност и не само изгубено и потрошено време. Во право сте. Јас со преводот почнав да се занимавам прво од потреба, нели, во таа комуникација со писателите од Југославија и од други словенски земји. Да. Јас преведувам од руски јазик и од јужнословенски јазици. Во таа комуникација се појави потреба ние да го пренесуваме нашето творештво од еден во друг јазик. И јас тука се вклучив, имам преведено доста современи поети и поетеси од сите словенски земји, јужнословенски особено, а од руски јазик имам еден мал избор на најубавите песни според мене на Ана Ахматова и Марина Цветаева. Двете се одлични но освен тоа, со оглед на тоа што од секогаш имам интерес за митологијата, а тој интерес секако се одразува и во мојата поезија, видлив е и таму. Овде тој интерес ме насочи кон она што не достига во нашата култура, да ги преведам големите епови. Калевала, финскиот еп Калевала, еден од најфасцинантните епови од културното светско наследство. И го добивте врвното признание Григор Прличев. Така, имав чест и да добијам признание од Финска. Тие беа многу благодарни во таа година кога излезе Калевала. Мислам дека беше 1998-та. Излезе и Калевала за прв пат и на персиски јазик. И тие истакнаа во нивните соопштенија дека ете ја имаат Калевала и на македонски и на персиски. Одлично. Односно на арапски јазик. Сега тој е во Иран, нели, она што се говори. Но освен со Калевала се занимавав и со митологијата, нордиската митологија. Ме интересираше близината на нордиската митологија и словенската митологија. Така што ја преведов Стара Еда, оној дел песни за боговите, инаку тоа е исто така еден обемен еп. И сега работам на вториот дел на Стара Еда, песни за јунаците, кои што се основа на епот за нибелунзите, познат исто така во светот. Еден дел од Фирдузи, Шахнаме, книга за кралевите, исто така го преведов и мислам дека го дадов мојот придонес овде во нашата култура, она што не достигаше да го имаме и на македонски јазик, а преводот го правев од руски изданија, квалитетни руски изданија, со оглед на тоа што едниот Стара Еда е напишана на средновековен старонордиски јазик, за кој што е тешко да имате познавач денес, додека Калевала е на 19 вековен јазик што се говорел во Финска, односно и во предели на Финска, кои подоцна се нашле во рамките на Советскиот сојуз. И
Многу ми беше интересно тоа што Елијас Ленрод, кој што ги собирал тие пеења за Калевала, работел во исто време кога и Константин Миладинов ги собирал нашите песни, народни песни. Да, во истиот период. И тоа навистина некако ми беше како да влегувам во тоа нивно време. Нели, кога се собирале тие песни и да почувствувам нивната љубов према народното творештво. Убаво е што се навраќате кон капитални дела. Сакам да ве прашам, бидејќи сме кон крајот на емисијата, што сега пишувате, на што работите, што очекувате наскоро да биде публикувано? Работам истовремено на една поетска книга нова. Насловот е Одек на водата. Добро. Каде што основна тема е водата, она што е нашиот животен ресурс. Да. Се разбира не од оној аспект каде што прагматично се гледа на користењето на водата, туку водата како елемент, како символ. Кој што и символ, многу богат, многу сложен символ. Точно. И многу битен. И работам, како што ви спомна, веќе на вториот дел на Стара Еда, кој што опфаќа 19 пења од неколку циклуси за јунаци во нордискиот митолошки свет и легендарен, и исто така има уште 6 други митолошки песни таму додадени од други изданија, така што вкупно тој дел опфаќа некаде околу 28 пења. Так. Се надевам и би сакала да може да се објават заедно со оние веќе 10 објавени и да се на едно место да има целата книга. Ви благодарам многу што бевте денеска наш гостин, бидејќи слушнавме навистина изворно, што се види од прва рака од вас, многу нови моменти, многу нешта. И сега ќе ве замолам на крајот од емисијата на оваа отворена бела книга со една боја што вие ќе одберете, која сакате, со сината, добро, да го напишете вашето име и презиме, денешниот датум, 16.10.2023 и една ваша порака, една ваша мисла, а вие додека пишувате, слободно пишувајте, додека пишувате, јас ќе кажам уште нешто за вас и за вашето творештво. Како што реков пред малку, вие сте годиначен добитник на наградата, тука датумот, на наградата Книжевен жезл на Друштвото на писателите на Македонија. Пред малку кажав дека 2 пати сте добитник и на наградата Григор Прличев за превод, но вие сте носител и на државната награда Свети Климент Охридски. Сето тоа говори за вашиот сериозен пристап кон литературата и во литературата и навистина вие со досегашните објавени книги покажавте и докажавте дека зад себе веќе имате еден вреден, значаен и редок опус и јас за сето тоа сакам и со рака, како што го правиме во оваа емисија, да ви честитам за се што досега направивте. Ова го правам навистина од срце и колегијално, бидејќи сте трудбеник, сериозно посветен во и на литературата и само да се гледаме за вакви убави нешта и за вакви убави поводи. Ви благодарам. Благодарам и јас.